Добар ден, почитувани гледачи, го следите најновото издание на емисијата Огледало на здравјето. Малигните заболувања се втора причина по смртност кај населението во земјава. Навременото и прецизно откривање на оваа болест игра клучна улога во успешноста на третменот и лекувањето. Денешната тема е токму тоа, диагностика на малигните заболувања. А по тој повод со нас во студиото е доктор Лилјана Моратовска, специјалист по нуклеарна медицина од клиничката болница Аџи-Бадем Систина. Доктор Моратовска, добро ни дојдовте. Добар ден, добро ве најдов и поздрав до вас и до вашите гледачи. Благодариме. Во Аџи-Бадем Систина неодамна се отвори најсовремено онколошки центар во регионот, а во негов склоп започна да функционира и 5 центарот за диагностика на малигно болните лица. Ке може подетално да ни објасните што представува 5 техниката? Токму така, значи како што е информирана и пошироката јавност, пред неодамна во Аџи-Бадем Систина се отвори онколошкиот регионален центар, во чишто склоп, односно во склоп на одделот за нуклеарна медицина, се инсталира и првата 5, не само 5, туку 5 КТ камера, која што е најновиот тренд во современата диагностика. Накратко би кажала, скратениците 5 и КТ би ги објаснила, што за гледачите би им било појасно. Значи, 5 означува позитрона емисиона томографија, односно една морфолошка функционална диагностичка метода со чија што помош се гледаат клетките на метаболно ниво, за разлика од ЦТ или компјутерската томографија, која што ги прикажува органите и ткивата на анатомско, односно структурно ниво. Да. Оно што е специфично во 5 диагностиката, за разлика од другите моделитети на сликање, досега користени диагностички методи, е што е многу прецизна и ги прикажува клетките во многу ран процес на трансформација. Значи може да ги покаже во најраниот стадиум? Во најраниот стадиум. А онаа комбинација од позитрона емисиона томографија и компјутерска томографија пак дава комплетна слика во функционалноста и анатомијата на организмот. Значи, замислете си, досега правевме компјутерско скенирање, се прикажува органите и патолошките промени на органите. Сега се прави истовремено со компјутерот и 5 скенирање, односно позитрона емисиона томографија, и се фузионираат, односно се спојуваат со едно сликање овие два моделитети на скенирање. Значи, двете процедури во една. Двете процедури во едно, што се скратува и времето и така да кажам, изложеноста на пациентот на многудневно испитување, значи со еднодневно испитување може да се добијат повеќе информации. Од кога се користи оваа 5 техника во светот за која што говориме? Значи, во клиничка пракса, само 5 без компјутерска томографија се користи при крајот на 80-тите години. Да. Меѓутоа, комбинацијата, хибридна комбинација позитрона емисиона томографија со компјутерска томографија е во употреба од 2000-та година, значи од не многу одамна, околу 14 години. Иначе, почетоците на позитроната емисиона томографија може да кажеме дека датираат од многу одамна, значи првите теоретски и експериментални почетоци, уште од времето во 30-тите години, кога еден научник, Ото Варбург, значи во 1930 година, прв пат открил дека малигните клетки при својата малигна трансформација, односно канцерските клетки при својата трансформација, трошат енергија од типот на гликоза. И овој податок е всушност искористен во 5 технологијата и за овој податок тој добил Нобелова награда во 1931 година. Значи, можам да кажам дека тој податок сега имплементиран во самата 5 технологија, односно обележувањето на гликозата со флуор. Гликозата е главната потрошувачка енергија во организмот, овозможува да добиеме приказ на малигните клетки. На кој начин, на кратко да објаснам поедноставно. Значи, ние од кога ќе го инјектираме радиоизотопот интравенски, значи, гликозата врзана за радиоизотопот се однесува во организмот еднакво како и онаа што ја имаме ендогено внатре во организмот гликоза. И со оглед на тоа што туморските, канцерските, малигните клетки многу брзо растат, бујаат, се трансформираат, значи процесот е таков и во својот раст и трансформација користат енергија, како што е значи за енергија користат гликоза. Овој факт е искористен, така да ние всушност правиме една мапа, една
едно мапирање на патот на таа обележана, радиообележана гликоза во организмот. Каде што има канцерски малигни клетки, радиоизотопот се акумулира во поголема концентрација и ние тоа на сликите го гледаме како зони на поголемо акумулирање на радиоизотопот и многу едноставно, визуелно добивате приказ на она што сакате да го испитате. Со оглед на тоа што ПЕТ центарот е прв од ваков тип во регионот, пациентите не се многу запознаени со него. Кажете ми како работи, колку време треба да се донесе диагностика, за колку време пациентите ги имаат резултатите? Значи, самиот процес на изведување на ПЕТ-ЦТ, зборуваме сега комбинација, бидејќи ние го имаме тој најсовремен апарат комбиниран од позитрона емисиона томографија и компјутерска томографија, самиот процес на престој на пациентот во нашиот оддел за нуклеарна медицина е околу 2-2,5 часа. Значи, како постапката на изведување започнува 24 часа пред изведување на ПЕТ скенот со давање на усмени и пишани информации на пациентот за самата постапка. Значи, основно е пациентот да биде гладен, отприлика 6 часа најмалку пред испитувањето, односно му велиме да вечера, па утрото да дојде гладен на испитувањето. Посебни препораки има за пациентите кои што имаат високо ниво на шеќер. Значи, ако пациентите се на таблетарна терапија, тогаш си ја зимаат подеднакво исто како и секој ден, додека за оние што се на инсулинска терапија постојат посебни препораки. Значи, ние прво имаме еден краток разговор со пациентот пред да го закажеме ПЕТ скенирањето. Потоа друга специјална препорака за пациентот е да нема физичка активност 24 часа пред изведување на ПЕТ скенот, заради тоа што и мускулите се едни органи кои што акумулираат гликоза, па за да се намали прифатот на радиоизотопот во мускулите во телото е потребно да мирува 24 часа пред изведувањето на скенирањето, да речеме сега доаѓа топло време, па да не дојде со велосипед пациентот, тогаш би имала акумулација во сите мускули во нозете. Значи, препораки, смирен кога ќе дојде. Така. По овие препораки за предизведување на скенот, денот кога се изведува скенот, пациентот се прима во нашиот оддел, нашата сестра го мери нивото на гликоза, кое што треба да биде во нормални рамки, значи тоа е основно за изведување на скенот, за оние пациенти кои што немаат диабет. Значи, кај пациентите со диабет се толерираат одредени покачени вредности на гликемија, меѓутоа тој податок мораме да го имаме регистрирано. Потоа се поставува канила, браунила, венски систем за внесување на радиоизотопот и се аплицира радиоизотопот. Пациентот престојува во одделот во мирни услови, значи околу 1 час, доволно е 60-тина, некогаш и до 90 минути, за да се дистрибуира радиоизотопот. Значи, по апликацијата тој треба да дојде до органите и таму каде што има карцином, каде што има малигни клетки, да се акумулира. Скенирањето започнува после 60 минути, се извинувам, и трае околу најмногу 30 минути. Значи, има неколку протоколи на скенирање. Најпрво се прави ЦТ, кој што се користи за корекција на одредени параметри, значи корекција на атенуација, тоа не можам како да ви го објаснам технички. Да, по-народски. Да, и потоа се прави ПЕТ скенот, значи со едно поставување на пациентот на креветот. Значи, пациентот лежи легнат на грб, со рацете над глава. Заборавив да кажам уште еден податок кој што е доста битен, да се информира технологот кој што го изведува скенирањето, ако пациентот има клаустрофобија. Апаратот е поотворен за разлика од магнетната резонанса, меѓутоа сепак се работи за тесен простор. Така да е препорачливо да се знае тој податок, бидејќи во тек на сликањето не може да се прекинува самиот процес на скенирање. Со завршување на скенирањето, пациентот престојува во одделот уште 30 минути, значи тоа е време за кое што специјалистот по нуклеарна медицина го гледа квалитетот на сликите, дали е потребно некое дополнително сликање и потоа е слободен пациентот да
го напушти одделот и да се врати на своите секојдневни активности. Значи резултатите се добиваат веднаш? Значи анализата на резултатите вообичаено и во светот и во Европа, значи кај нас се уште тоа не е организирано, се праќаат кај ординирачкиот лекар. Да. Значи јас би сакала да профункционира и тоа тука така, бидејќи нели сепак се работи за онколошки пациенти, како што е многу тешко да соопштите некои непријатни резултати. Да, вести. Да, така да е подобро да се тоа праќа кај ординирачкиот доктор. Значи јас се трудам да се слушнам со докторот кој што го ординирал 5 скенирањето истиот ден, а пишаниот резултат пациентот го добива најдоцна 48 часа по скенирањето, бидејќи самата софтверска обработка и наша обработка е доста комплицирана, значи бара и визуелна и квантитативна проценка. Значи, освен што даваме податок за визуелната дистрибуција на радиофармацевтикот, даваме и квантификација, која што потоа е многу битно за следење на ефектот на терапија кај вакви онколошки пациенти. Значи, треба време. Па, точно така. Кажете ни, кои се видови на карциноми може да се диагностицираат во ПЕТ центарот? Значи, многу често зборуваме диагностицирање. Јас како специјалист по нуклеарна медицина не сакам да кажам дека ПЕТ CT е апарат за примарна диагностика. Значи, негова најчеста употреба е за ние велиме стейджинг, односно за следење на проширеност на малигна болест. Да. Значи, во диагностиката, пред да се изведе ПЕТ CT, секако дека се користат конвенционалните оние методи на диагностика кои што се користеле досега, меѓутоа постојат одредени состојби каде што ПЕТ CT-то е супериорно. Да речеме еден солитарен, единечен тумор или нодул во белите дробови, кој што бара да се направи бронхобиопсија, малку поинвазивна техника, без никаков друг клинички знак дека постои дисеминирање, ширење на болест, може да се диагностицира дали е малигно или бенигно со ПЕТ CT и да се избегне друго непотребно скенирање. Меѓутоа, кај поголемиот дел од карциномите се користи, како што реков, во иницијален стейджинг, значи веќе диагностициран одреден тип на карцином. Да. Се прави ПЕТ CT пред започнување на терапија, за да се види до кој стадиум е проширена болеста, и потоа се прават последователни ПЕТ CT скенирања за да се следи ефектот на терапијата од самата болест. Инаку, значи повеќе се следи ширењето на карциномот. Да, значи и во диагностика, меѓутоа многу поретко отколку во следење на проширеноста и ефектот на терапијата. Инаку палетата на онколошки индикации, на индикација од страна на пациентите кои што имаат карциноми е голема. Да. Ако би почнале да раскажуваме, тоа би било многу широко. Значи, пред се примерно е реков карцином на белите дробови, колоректален, односно карцином на дебело црево, карцином на женски полови органи, на машки полови органи, меланом малигнен, потоа следење на лимфом, многу значајно во иницијално испитување на проширеност на болеста и ефектот терапија, и тоа кај лимфомите е особено интересно што многу позитивни резултати дава во самото давање на хемотерапијата. Значи, после 2 циклуси од хемотерапија се препорачува да се направи ова скенирање. Ако има ефект терапијата, се продолжува со истата терапија. Ако резултатите од ПЕТ CT покажат дека нема повлекување на болеста, тогаш се прекинува старата терапија и се започнува со нова терапија, што е многу значајно и за третманот, да. Точно за правилен третман на пациентот. Потоа кај саркоми, значи тие типови, кај нели сите типови на тумори на мускулно-скелетниот систем, карциноми на бубрек во следење на проширеност на болеста, карцином на дојка. Да. Значи, скоро кај сите видови карциноми. Дали освен кај онколошките заболувања, со овој ПЕТ центар може да се откријат и други видови на заболувања? Значи, ние сега започнавме со работа и немаме некоја статистика да ви кажам во проценти, меѓутоа во Америка, каде што се инсталирани најмногу вакви ПЕТ CT апарати, се вели дека 95% од индикациите се онколошки, а само 5% се на друга патологија, меѓутоа сепак постојат и други индикации. Значи, во неурологијата, особено модерна Алцхаймеровата деменција, значи Алцхаймеровата болест, за нејзино диагностицирање и за следење на нејзината прогресија, нејзиното напредување.
и сите други типови на деменции, значи да се диференцира дали се работи за Алцхаймеров тип или мултиинфарктен тип или така натаму. Потоа во одредување на епилептичен фокус, многу значајно за неурохирурзите. Да. Значи да речем имате пациент кој што има епилепсија, нели со конвенционалните методи не можете да го одредите точниот фокус на епилепсија, бидејќи епилепсијата се јавува во напади, нели не секогаш можете да го правите испитувањето, ние велиме да биде иктална, односно студија на испитување во напад, да. туку многу често е интериктална, меѓу напади, а нападот треба да го провоцирате, нели, за да сликате. Со PET-CT-то, значи, може едноставно да се направи сликање и да се види точно каде е тој фокус интериктално, значи не предизвикуваме напад, туку во периодот кога пациентот нема епилептичен напад, се гледа како регија на намален метаболизам, односно намалено на собирање, да, и се открива каде точно да се оперира нели тој епилептичен фокус. Предоперативно, значи, велам, се користи за точна детекција на епилептичен фокус. Потоа во кардиологија, да. Исто така, кај пациенти кои што се претходно обработени и каде што имаме нејасни резултати за дали се кандидати за ангиопластична операција или байпас операција, односно да се процени колку е животоспособен миокардот, се прави PET-CT скенирање и може да се процени до кој степен е оштетен миокардот и дали ќе има корист пациентот од хируршка интервенција или не. Да. Значи, по-специфично да кажам, дали е миокардот комплетно мртов или постојат живи клетки, пошто повторно напоменувам, PET-CT-то е метода за скенирање на метаболно ниво. Значи може да не постои промена во структурата, да, на органот, а сепак да постои функционална промена. Така да може да добиете нормален наот на другиве методи, а со PET-CT да видите дека на метаболно, на функционално ниво постои некоја промена и во тој случај може да кажеме дека пациентот ќе има корист од интервенција хируршка на срце за, нели, тој животоспособен миокард да продолжи да функционира. Значи тоа се отприлика неонколошките да, значи има навистина широка употреба PET техниката. Кажете ни колку е безбеден PET апаратот и дали тој може во некој случај да штети на здравите ткива? Значи позитроната емисиона томографија е неинвазивна метода, нели, од самото тоа што објаснив како се изведува техниката е неинвазивна, единствена инвазивна процедура е боцкањето во вена. Да. Радиоактивноста која што се користи е многу мала, дури комбинацијата PET-CT, нели, опишано е дека и CT-то има поголемо зрачење, тие X-зраци, отколку самото зрачење од радиоизотопите. Да. Значи, PET апаратот не зрачи, за разлика од CT, кој што кога ќе се вклучи да работи, има X-зраци. Значи, кај нас зрачи пациентот. Значи, пациентот е изворот на радиација, меѓутоа тие дози се толку минимални, во моментов користиме, како што кажав, флуородезоксигликоза и положивотот на тој флуор е 110 минути. Да. Самиот факт дека се работи за кратко живеачки изотоп, кој што брзо се распаѓа, укажува на тоа дека и времето на озрачување на пациентот е кратко трајно, а и самата доза која што се дава е минимална и е потполно безбедна. Па дури некои научници пресметале дека 3 до 4 скенирања со PET-CT апарат во текот на годината е еднакво со дозата која што се прима од радиацијата од надворешната средина, нели, од сите уреди кои што не зрачат. Доктор Муратовска, кои се придобивките за пациентите од отварање на PET центарот во Аџи Сестина овде во Македонија? Па придобивките се големи. Да. Мислам, секако од целото излагање може гледачите да заклучат дека навистина можностите на PET се огромни. Особено најголеми придобивки ќе увидат онколошките пациенти, пациентите со малигни болести, а не помалку и останатите групи на пациенти. Зошто онколошките? Значи, досега диагностиката и исследувањето на овие пациенти беше малку подолготрено, значи пациентот сликањата ги изведува во неколку дена, значи дали е тоа магнет, компјутер, па се собираат резултатите, па потоа се анализираат. За да ја следите проширеноста на болеста во целото тело, вие немате апарат со кој што би направиле комплетно магнет, нели, него магнетот се прави магнет на глава, на торакс, на
на абдомен, значи неколку сликања последователно, значи прва придобивка е што пациентот во еднодневно сликање на целото тело ќе добие увид во функционалната и анатомската состојба на неговиот организам. Второ, значи досега 5 сликањата се изведуваа надвор од државата, значи пациентите онколошки се требаше да патуваат. Скоро секогаш пациенти кои што се во тешка здравствена состојба, значи бара нивното патување и придружба, значи трошковите се скратуваат за пат, за престој на фамилијата надвор од државата. Така да сметам дека со отварањето на овој 5 центар во Ачибадем Систина, не само пациентите од Македонија, туку и од регионот каде што не постојат вакви центри, ќе имаат голема корист во диагностицирање, во следење на ефектите на терапијата од кај карциномските болести и секако во на крајот, нели, во финансиски поглед ќе имаат голема придобивка. Да, сигурно нашите гледачки ги интересира ова, дали за снимање во 5 центарот имате склучено договор со Фондот за здравствено осигурување на Македонија? За сега се уште не, државата ќе има слух и сепак се тоа работи кои што треба да се решат на друго ниво, не на ние медицинските кадри ја пружаме целата онаа техничка услуга, независно од пациентот дали е осигуреник или не, меѓутоа за да имаат корист пациентите, мислам дека би требало да се тоа реализира. Сепак трошоците за ова испитување се доста големи, бидејќи се работи за радиоизотопи кои што се произведуваат во циклотронски системи. Такво нешто ние немаме во државата, така да мора да се набавува надвор од државата. И тоа се чини. И тоа се чини. Да. Доктор Муратовска, за крај на вашето гостување во нашата емисија Огледало на здравјето, дали би сакале да упатите еден совет до гледачите кои што не следат во моментов? Бидејќи темата на емисијата е, нели, разгледуваме една диагностичка процедура за малигни заболувања, значи би им препорачала на сите пациенти кои што ќе забележат некоја симптоматологија која што е невообичаена и одстапува од, нели, оние болести кои што ни се познати, да се јават во некој онколошки центар. Еве, јас препорачувам во нашиот, бидејќи во нашиот онколошки центар работи мултидисциплинарен тим. Значи, онколошкиот пациент се разгледува од сите аспекти, значи и од диагностички, тука нашиот оддел за радиологија, одделот за нуклеарна медицина, каде што се диагностицираат болестите, потоа нашите онколози нели пристапуваат кон лекување на пациентите, нели ако е потребно хируршка интервенција, и да не набројувам, значи еден мултидисциплинарен пристап. Значи најново е што кај нас почнаа да се одржуваат онколошки конзилиуми, каде што се разгледува секој пациент, така да би препорачала на гледачите да не чекаат дека постои нели излекување на малигните болести, да ја заборавиме таа нели мисла што ја имаме дека ако ни се диагностицира карцином дека тоа е крај, дека е еднакво на нели неубава работа, дека навистина ако карциномите се диагностицираат во ран стадиум, се почне со навремено лекување, со правилен третман, со правилна терапија, дека постои излекување и дека пациентите со ваков пристап ќе нели навистина ја доживеат длабока старост. Ви благодарам многу за тоа што одвоивте време и бевте дел од емисијата Огледало на здравјето. Благодарам и на вас што не поканивте и одвоивте дел за оваа тема. Ние, драги гледачи, продолжуваме понатаму. Останете со нас.